САД веќе поседува повеќе од 328.000 биткоини, но има еден голем проблем. Иако Трамп уште во 2025 најави стратегиска биткоин резерва, планот се уште не е спроведен, што го блокира целиот процес. Биткоин резервата на Доналд Трамп повторно е во центарот на вниманието, но не поради ново купување на биткоин, туку поради правни и институционални проблеми. Според најновите информации, администрацијата се уште не донела конечна одлука која државна институција треба да управува со стратегиската биткоин резерва. Кога Трамп во март 2025 потпиша извршна наредба за формирање на резервата, во неа беше наведено дека Министерството за финансии треба да формира посебна канцеларија која ќе управува со сите биткоин средства во сопственост на државата. Но во меѓувреме се појавија правни прашања. Едно од нив е дали Министерството за финансии воопшто има јасно законско право да управува со биткоин како државна резервна актива. Поради тоа, како можна алтернатива се спомнува и Министерството за трговија, кое исто така би можело да ја превземе оваа улога. Во моментов двете институции работат заедно со правните советници на американската влада за да пронајдат законито решение за управување со резервата. Ова не значи дека планот е откажан. Напротив, администрацијата потврдува дека работи на финалната структура, но се уште не е донесена конечната одлука како ќе функционира резервата во пракса. Важно е да се напомене дека оваа резерва не се состои од ново купен биткоин. Станува збор за биткоин што американската влада го запленила преку кривични и граѓански постапки во изминатите години. Според извршната наредба, овој биткоин не треба да се продава, туку да остане како долгорочна државна резерва. Но за тоа да функционира, потребно е јасно да се дефинира која институција ќе го чува биткоинот, како ќе се обезбеди неговата безбедност и кои правила ќе важат за управување со тие средства. Белата куќа исто така потврди дека администрацијата продолжува да разгледува најдобрата структура и за стратегиската биткоин резерва и за резервата на други дигитални средства. Уште во мај советникот за крипто во Белата куќа изјави дека е постигнат значаен напредок во делот на правната заштита и начинот на чување на средствата, па тогаш се очекуваше објава во наредните недели. Сепак најновите информации покажуваат дека процесот трае подолго од планираното. Во исто време и Конгресот работи на закон што би ја претворил резервата во трајно законско решение. Предлогот предвидува резервата да биде под Министерството за финансии, биткоинот да се чува најмалку 20 години, да се спроведуваат редовни ревизии и да постојат јавни извештаи за резервата. Но овој закон се уште не е усвоен, што значи дека во моментов администрацијата мора сама да ги решава правните и организационите прашања. Според најновите податоци, американската влада моментално поседува околу 328.372 биткоини со вредност од околу 20,7 милијарди долари. Со тоа САД останува најголем познат државен сопственик на биткоин во светот пред Кина, Обединетото кралство, Украина и Ел Салвадор. Токму поради оваа голема количина на биткоин, многу инвеститори внимателно го следат развојот на резервата. Во овој момент главното прашање не е дали САД ја купува повеќе биткоин. Прашањето е која институција законски ќе управува со постоечките средства, како тие ќе бидат заштитени и какви правила ќе важат за иднината на стратегиската биткоин резерва. Дали сметаш дека САД треба што побрзо да активира стратегиската биткоин резерва или прво треба да се решат сите правни прашања? Пишете ни подолу во коментар.